1000 години сведок на светлината, документарен филм за Бигорскиот манастир по повод големиот јубилеј на манастирот. Филм кој што ќе доживее своја ексклузивна промоција утре, паралелно со промоцијата пред публика, ќе има и промоција на јавниот сервис, односно на македонската телевизија. Во следниве 15 минути со дел од луѓето кои што се директно инволвирани во целиот овој проект, разговараме и ја доловуваме суштината на самиот документарен филм. Добро утро и добре дојдовте. Почнувам првото добро утро до сестра Ефимија од Рајчичка обител. Добро утро за Илија Каров, режисер, и Благој Велинов, актери, се разбира учесници во самиот проект. Добро утро. Добро утро, добре ни дојдовте уште еднаш. Ајде малку околу тоа што се раскажува, што е суштината на самиот документарен филм и да направиме еден заеднички влез во тоа што публиката утре ќе има можност да го види и да го сведочи. Па добро, документарниот филм 1000 години сведок на светлината, еве вака јас ќе бидам кратка за да оставам простори тие нешто да кажат. Тој зборува за 1000 годишнината на постоењето на Бигорскиот манастир. Таа е една комплексна историја која што се случувала во тој еден огромен период. Меѓутоа зборува и за сведокот на светлината, односно за светлината која што му свети на современото општество во Македонија. Во неколку реченици и неколку зборови ја доловивме суштината кратко и јасна. Илија, Благој, верувам да се учествува и да се работи на еден ваков проект е голем предизвик, уникатен предизвик од многу различни аспекти, ако погледнеме. Секој имаше свој аспект на филмот. Како режисер е еден аспект, како актер е друг аспект, како директор на фотографија верувам дека е трет аспект, но во секој случај едно многу интересно патешествие. Патешествие низ сами од себе, низ своите несовршености. Најтопло би му препорачал на секој што би имал шанса да сработи нешто со Бигорските монаси, да помине подолго време во Бигорскиот манастир, да не се мисли да прифати. Благој, како учесник, твоите Да, на ова би додал само дека и секој од нас и лично понесе нешто од таму. Нешто, едно убаво чувство кое што ете до денес ние го носиме со себе и секогаш кога имаме прилика се враќаме кон Бигорскиот манастир, Бигорската обител, за да бидеме дел од нивното секојдневие. Имавте можност, додека се работеше самото снимање, да ги слушнете. Би сакал да се префрлам веднаш на тоа прашање, па ќе се вратам на останатите, кога веќе зборуваме за ова, личните сведоштва на луѓето кои што се дел од Бигорска обител. Би сакал да малку околу тоа, околу чувството, какво е чувството да се разговара одблиску со тие луѓе кои што се дел од таа заедница таму, да се биде меѓу нив, да се слушнаат нивните само приказни. Само би ве прашал по тие луѓе на што точно имплицирате, дали на луѓето кои што живеат во манастирот, мислам што тоа што има и монаси и луѓе кои што не се монаси, Бигорскиот како мал град. И за луѓето кои што живеат таму, и за монасите, но и за луѓето кои што го имаат побарано својот мир во манастирот. Вака има секој е посебен, уникатен, нели, како човечко битие на свој начин. Нив најмал, поточно најголем именител и содржител е благословот на дедо Партени, кој што зрачи од сите, заради тоа што таму има луѓе кои што промената во животот е толку нагласено направена во нивниот живот, нели, во некаква временска инстанца. Тоа е една дисциплина која што во православието се вика преумување, така што во секој случај ова се оние моменти за кои што е тешко да се говори и треба да отидете да видите што значи еден манастир кој што начело има вистински духовник, кој што во буквална смисла на зборот е секогаш присутен и бдее над своите духовни чеда. Посетете го Бигорскиот манастир. Благој? Па јасно ова би додал дека во принцип тоа што можев да го посведочам е со колку љубов монасите се однесуваат едни кон други, а и со колку љубов се однесуваат кон сите кои што доаѓаат, без разлика на причината. Некој доаѓа да го посети манастирот, некој доаѓа за да реши некаков свој проблем, некој доаѓа
без разлика на причината, со многу љубов се пристапува на секој еден човек кој што доаѓа таму. Ова гостување не е случајно, кажав и во најавата, промоцијата официјална е утре, меѓутоа за да се спакува еден ваков голем проект и еден ваков производ, сигурно од идеја до реализација требаше многу време. Сега, кога ги поставам прашањата, ве гледам сите, бидејќи сите сте еднакви во проектот, не можам да направам разграничување, но кој се прво не да може да ми одговори. Колку време се работеше на целиот овој проект и како почна да се раѓа идејата да се создаде 1000 години сведок на светлината за јавност? Па, идејата се роди во рамки на оние подготовки кои што ги правевме внатре во манастирот, конкретно за самата прослава на големиот јубилеј на Бигорскиот манастир, што го означивме со низа пригодни настани во 2020 година. Имено идејата за филмот се роди пред се кај нашиот старец, владиката Партени, 4-5 години пред прославата на јубилеот, и морам да кажам дека тоа беше една од најкомплексните задачи, едно од најкомплексните послушанија, така што за неговата реализација беа потребни околу 5 години. Така. Без малку 5 години. Да, 5 години. Сигурно голема екипа вклучена, и продукциски која зборуваме и секако. Илија? Да, дефинитивно. Освен продукцијскиот тим, за да се случи овој филм, се приклучија многу автори. Сите се од Македонија, освен имаме поддршка од Грција. Кадрите од Света Гора беа сработени од грчка екипа, специјално за филмот. Сите сакаат да бидат дел од овој филм. Знаете, ретко кој има шанса да биде дел во животот од некаква приказна која што интегрира еден цел милениум позади себе. Овој филм, 1000 години сведок на светлината, е една токму таква приказна. Мислам, само направете паралела дека некои од моќните држави во моментот не постојат повеќе од 200 години. За да биде нели попластично објаснето. Така што Горан Стефановски имаше едни многу убави, не се стихови, реченици, ако добро се сеќавам, беа од текстот посланието кога се роди внука му, вика: па не може да биде све кај вас. Има нешто и кај нас. Кога се обраќа, мислам, на светот. Така да една од тие работи што ги има кај нас и што е толку голема, има една толку богата историја позади себе, е токму Бигорскиот манастир. Па самото одбележување на 1000 годишнина дојде во една година кога човештвото се соочи со едно големо искушение. Почна ковидот, почна голем предизвик за самите луѓе, страв, неизвестност. Таа година се случи всушност и централната прослава и одбележувањето 1000 години на Бигорскиот манастир. Еве сега доаѓа и филмот токму во време кога човештвото се соочува со голем број на искушенија. Веруваме дека пораката која што испраќа овој филм ќе допре до секој еден, што ќе го погледне не само утре, туку и следниот период. Така, да. Па тоа е една многу топла порака, која што произлегува од самата содржина на филмот. Јас повторно ќе бидам кратка, бидејќи мислам дека ти имаат повеќе да кажат околу ова. Пораката која што зборува за добрината и за убавината, која што еднаш го спаси светот, но и продолжува да го спасува. Јас пак ја ставам љубовта на прво место овде. Значи, во филмот влегов преку ме повика Илија Каров, подоцна се запознавме со сестра Ефимија. И искрено отидов да снимам уште еден документарен филм. Светот кој што се отвори пред мене е нешто кое што јас лично сега го носам со себе, е нешто кое што му го посакувам на секој еден да му се случи. А за тоа не треба многу, нели? Ние живееме, ние сме дома, можеме да отидеме на 100 километри од тука се наоѓа тој духовен храм, кој што и не мораме да чекаме документарен филм за да го посведочиме, барем ние кои што сме тука. Но секако дека мислам дека пораката на љубовта ќе биде основата која што јас се надевам дека ќе ја прошириме преку овој филм. Тоа е.
Кога би ве прашувал за како последно прашање за придобивките лични и професионални од филмот, чинам дека одговорите ги добивме низ низата на одговори од прашањата кои што ги поставува предмалку, но и самиот наслов 1000 години сведок на светлината кажува многу. Самиот јубилеј 1000 години Бигорски манастир кажува многу. Не треба многу повеќе да се зборува, туку само да се препуштиме на тоа што вели 1000 години сведок на светлината, да уживаме во оваа уметност која што имате создадено и која што ќе биде премиерно промовирана утре. Кажавме, две промоции ќе има, така, во 17 часот и 19:30. Да. Паралелно на јавниот сервис ќе се емитува и на социјалните мрежи. Јас само би додал тука, простете што ви се уфрлувам, премиерите кои што ќе се случат во МНТ, во принцип се решивме символично да останеме во кино традицијата на филмот. Инаку, затоа што кога беше готов филмот и кога почна да се прават списоците, кој ќе се кани, како ќе се кани, а на Дедо Партени му се секогаш приоритетни неколкуте илјади духовни чеда што ги има и беше невозможно да го направиме тоа. Нели, премиера за премиера за премиера. Ние едногласно заедно со бигорци одлучивме дека ќе се откажеме од фестивалскиот потенцијал за кој што неколку продуценти ни не советуваа да не се откажуваме, се со цел да можеме да го испорачаме до сите, затоа што овој филм беше за сите и ќе останеме во тој дух. Така да на 15 април луѓето ќе можат да го гледаат баш тука, каде што сме сега на јавниот сервис, на Македонската радиотелевизија, на официјалниот YouTube профил на Бигорскиот манастир, како и на официјалниот профил на самиот филм ќе биде споделен. Ќе цитирам на Васко Тодоров, еден филм од македонската филмска историја, Подводен океаника, имаше фуснота, се зезаше, тој викаше упатство на употреба, вика секое нелегално умножување, пуштање, шерување на филмот најтопло се препорачува. Кажа за сите, тоа е всушност и суштината зашто зборувавме сите овие 15 на минути на тоа што значи и Бигорскиот манастир, манастирот Рајчица и Дедо Партени, неговата улога за целото ова наше општество. Ако треба сега да го поздравиме и да го опишеме со еден збор, тоа ќе биде зборот од мене за сите. Да. И тоа е тоа. Ви благодарам многу за гостувањето денес во Македонија наутро, за овој пријатен разговор. Верувам дека успеавме да доловиме барем мал сегмент од она што од утре македонската, но не само и македонската, туку и регионалната и светската публика ќе имаат можност да го просведошат преку овој документарец. Ви честитам уште еднаш за сработеното. Благодарам.